Министре, кои беа пораките на Филе вчера на средбата на која што беше и без им? Конкретно разговаравме околу сето она што го имаме остварено до сега во пристапниот диалог на високо ниво. Европската комисија ги повтори препораките дека треба да ги почнеме преговорите. Во овој меѓупростор сметаме дека треба да се посветиме најмногу на оние прашања кои ќе ни бидат клучни за водењето на преговори. Во прв ред целиот оној пакет што го нарекуваме добро соседство, со посебен фокус на двете земји членки на Европската унија со кои сме соседи, и во вториот дел владење на правото, би рекол оној пакет на следење на примена на законодавството, кој ќе биде најзначаен во идните проширувања за да се донесе одлука за членство на некоја земја членка во Европската унија. Имавте ли порака од Филе околу изборите во Македонија? Се разбира дека очекува да бидат во најдобар тек, тоа е она што сите ние го очекуваме. Мислам дека досега имаме многу пати докажано дека имаме капацитет без никаков проблем да спроведуваме избори. Така, чисто протоколарно. Името останува проблем број 1 за македонските евро и НАТО интеграции, колку и да Европа се обидува да го замота сето тоа во така наречените добрососедски односи. Нимиц следната среда најави средба со преговарачите. Може би малку надвор од она претходното джентлменски договорено дека преговорите мируваат кога во една од земјите се одржуваат избори. Тоа ќе биде веќе во времето на претседателската кампања. Како гледате на ова? Ние немаме никаков проблем во било која фаза да имаме отворен диалог. Во секој случај наш интерес е да има интензивен разговор со јужниот сосед, бидејќи сакаме да биде надминато ова прашање. Сметам дека од другата страна сите оние кои подолг временски период го следат спорот, увидуваат дека во моментов водството таму нема никаква намера да се занимава со ова прашање. Повеќе се работи за тактички презентирање на впечаток надвор дека Грција се обидува нешто да направи, дека има иницијативи. Во суштина мислам дека нема некоја сериозна посветеност. Во спротивно, тоа би било потврдено и со прифаќање на диалог на највисоко политичко ниво, со одговарање на поканата од страна на претседателот на Република Македонија, од страна на премиерот за директни контакти. Мислам дека со одбивање на таква една комуникација само се потврдува впечатокот дека Грција повеќе работи за испраќање на сигнали надвор дека сака да биде конструктивна во овој диалог. Токму таков тип на маневар беше последната посета на Венизелос, прва и после подолго време, нели? Под рамките на претседателството со Европската унија успеаа да дојдат во Македонија, да представат таа работа како страшна конструктивност, постојано потенцирајќи дека тие се конструктивните. Во меѓувреме Венизелос токму и од тука ви испрати и покана да бидете дел од министрите кои што ќе бидат таму, повторно под рамките на грчкото претседателство со Европската унија. Постојано се случува ова, како што и самиот споменавте, претседателот пушти повеќе покани до Папулјас, премиерот до Самарас, тие одбиваат, но сега ја имате покана до вас, ќе ја прифатите ли? Се работи за улога на земја претседавач со Европската унија. Неопходно беше во секој случај претседавачот да дојде во сите кандидати и потенцијални кандидати, во тоа рамка дојде и во Република Македонија. За нас исто така е значајно да учествуваме на сите состаноци на Европската унија каде што се поканети кандидатите и потенцијалните кандидати, така што за нас нема никаков проблем да учествуваме во тие состаноци. Мислам дека се добра можност за малку да ја поттурнеме таа агенда за интеграција на регионот. Тоа што недостасува е една искрена посветеност од страна на сегашниот претседавач во Европската унија да ја надмине и онаа блокада која ни е поставена, а тоа е почетокот на преговорите. Ние тоа го очекуваме и тоа би била единствена потврда дека навистина сакаат да ја задржат таа Солунска агенда од 2003 година. Така, Солунската агента 2014 завршува, ние остануваме надвор, иако тие промовираат дека со таа агенда ќе ги внесат сите земји од Западниот Балкан, но сепак нели токму тие попречуваат директно една од земјите. Дојавме 5 препораки од Европската комисија за почеток на преговори, исто толку пати Советот ги одби овие препораки. Има ли некакви шанси за излез од оваа статус-кво ситуација, можеби примената на оној постојано извикуван хрватско-словенечки модел, или пак можеби Грција премногу силно лобира за да воопшто не се случи такво нешто? Има ли шанси? Во моментот мислам дека нивниот пристап е да искористат моменталната економска криза во Грција за да не
трпат поголем притисок, би рекол, од страна на другите земји членки. Воедно мислам дека целта им е една од причините која наведуваате престојните европски избори, за да нема некаков исчекор во текот на грчкото председавање. Тоа што ние го увидуваме како желба на сите после водењето на овој пристапен диалог на високо ниво и остварување на зацртаните цели, бидејќи имаме конкретни резултати по секој од тие поглавија, да се направи исчекор и да почнеме со оние посуштински одредници кои ќе ни определат за тоа кога и со колкава брзина ќе можеме да станеме земја членка на Европската унија. Атина е очигледно силно вознемирена од есенскиот самит на НАТО алијансата, веќе и проактивно работа за да не дај Боже не примат во оваа организација. Постојано се појавуваат луѓе од западот, високи челници. Последен меѓу нив беше токму вчера Кристофер Хил, американскиот заменик помошник на државниот секретар, кој што вели Македонија треба да влезе. Дали може би имаме поголема шанса сега во оваа нова геополитичка ситуација, имајќи предвид Украина и новиот анимозитет меѓу САД и Русија, да искористиме може би нешто од тоа? Не мислам дека има било какви паралели помеѓу она што се случува на истокот на Европа и тоа што се случува на Балканскиот полуостров. Не токму прилекувањето на НАТО на земјите во оваа ситуација, не нашата поврзаност со Украина таму. Но во секој случај не мислам дека за нас е потребна да има некаква криза во глобални рамки за да станеме, односно да се засили аргументот за зачленување. Тоа што е очигледно е дека Грција е свесна дека во овие моменти многу се зборува за меѓународното право. Земја членка на Европската унија која веќе подолг временски период, повеќе од речиси 3 години го прекршува меѓународното право и не се одзива на пресудата од Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Сметам дека таа ситуација е веројатно поприлично непријатна и тоа е она што можеби ги тера да размислуваат во таа насока и да действуваат превентивно. За наше женство не е ни потребен самит, така што и оној во Кардиф може да биде искористен, но може да се направи многу претходно. Тоа што ни е потребно во моментов е определено поместување, односно поголем ангажман за превентивно да се действува, односно да се спречи Грција во натамошни намери само да го одложува процесот на разговори и само да го одложува членството на Република Македонија во НАТО и во Европската унија. А ние за тоа можеме да го искористиме кон ЕУ пристапниот диалог на високо ниво и кон НАТО мислам дека е веќе крајно време и самата Грција да се произнесе што мисли да прави со онаа пресуда на Меѓународниот суд. Благодарам што бевте дел од вестите на Алфа. Ви благодарам за поканата.